Може би вака напишано звучи непрактично. Кога ќе се спомне фраза доктрината за крстот, кај многу луѓе, па дури кај христијани, се јавува некаква асоциација за тема која може да звучи интересно за теолози, тема за која теолози така се насладуваат да дискутираат, да филозофираат, но нема многу практично значење за обичниот човек или дури за обичниот христијанин. Како да не е важна за секојдневието, за проблемите што ги имаме дома, на работа, социјалните проблеми и сеопштите проблеми во општеството. А вистината е дека ова е најпрактичната доктрина во христијанството. Без доброто познавање на учењето за крстот, ние не можеме да го познаваме добро Бог. Бидејќи на крстот, Бог го откри својот карактер. Ако не беше крстот, ние немаше да ја познаваме во длабочина Божјата љубов. Бидејќи на крстот ние ја видовме совршеноста на Божјата љубов. Без крстот ние немаше да ја видиме длабочината на Божјата правда, зашто на крстот Бог не го пожели дури ни својот син, го говори за тоа колку е праведен Бог, колку држи на својата праведност. Ние како христијани сме повикани да растеме во љубовта кон Бог. Не можеме да растеме во љубовта кон Бог ако не го познаваме добро учењето за крстот или ако не сме фокусирани на крстот. Ние сме повикани да растеме во побожноста. Не можеме да растеме во побожноста ако не го познаваме значењето на Христовата жртва на крстот, каде што Исус Христос се конфронтираше со најраспространетиот и најсериозниот човечки проблем, човечката гордост. Без крстот ние не можеме да го познаваме вистински Бог. Ако не го познаваме пак вистински Бог, ние не можеме да растеме во побожноста и во љубовта кон Бог. Она што го одликува христијанството, разбирањето на христијанинот за Бог и разбирањето на другите што го имаат за Бог е крстот. Бидејќи само во христијанството ние можеме да имаме толку длабоко познавање на Божјата љубов која беше откриена на крстот. Без крстот ние нема да бидеме исцелени. Без познавањето на значењето на крстот, на учењето за крстот, нема да има исцеление. Бидејќи во овој текст, како што видовме, пишува: во Христовата рана ние се исцеливме. Какво исцеление? Нема да има исцеление на душата. И ќе видиме малку понатаму, просперитетните теолози или христијани го зимат овој текст, ова фраза, дека ние сме исцелени во Христовата рана, како и се развива учење дека христијаните нема да се разболуваат, зашто таму секоја болест на крстот во Христовата рана е исцелена. Овдека говори за многу посериозна болка. Овдека говори за болката во душата. Овдека говори за очејот, за маката, за безнадежноста со која живее човекот. Многу важно е каде овој текст го сместува апостол Петар во целото послание. Сеќавате што говоревме пред 2 недели? За заповедта на христијаните, кон христијаните да се покоруваат кон власта. Во времето кога е пишувано ова послание, христијаните живеат во непријателска империја. Живеат во општество кое е непријателско кон нив. Живеат во општество кое го камшикува христијанинот, го пали на клада. Живееме, ова е пишувано во општество во кое христијанинот носи длабоки лузни на телото заради христијанството. И на таков христијанин апостол Петар дава заповед да се покорува на власт. Минатиот пат, се сеќавате, говоревме за робовите, кои треба да се покоруваат на господарите. Робовите кои биле тепани, камшикувани неправедно од господарите. И зборот рана за Исус Христос во овој текст, каде што апостол Петар вели: во раната на Христос вие се исцеливте. Зборот рана во буквалниот текст е онаа повреда што човек ја добива кога е камшикуван. Онаа посекотина што ја добива од камшикот. Тоа е зборот за рана. И со
овој текст всушност апостол Петар сака да им каже, на крстот вие ги добиете исцеление. Ако верувате во Христовата жртва на крстот, ако ја познавате Христовата жртва на крстот, ако го знаете целосното значење на крстот, вие ќе бидете исцелени во душата. И секоја ваша болка, нанесена од неправдата, секое страдање кое што го искусувате, секоја трагедија која се нанесува на вас, на крстот ќе биде исцелена. Во Христос се исцелува. Без крстот ние не можеме да имаме исцелени рани во срцето, во душата. Ние остануваме повредени за секогаш. И без крстот ние нема да имаме останати правилни учења во христијанството. Зашто крстот е темелот, учењето за крстот, доктрината за крстот е темелот на сите останати учења во христијанството. И токму тоа на што го прави всушност сатаната денес во современото христијанство. Сите лажни учења кои се јавија во христијанството денес произлегуваат од омаловажување, тоест намалување на важноста на крстот во животот на христијанинот. А за да се постигне тоа, треба да се релативизира сериозноста на гревот. А за да се релативизира сериозноста на гревот, треба да се фаворизира човечката правда, човечката способност, човечката сила, значењето на човекот. И тоа го прави современото хуманистичко христијанство. Човекот е центарот на се. Се се врти околу човекот. Човекот е најзначаен од се. Човекот го изместува Бог. И ако христијанинот се убеди дека нема потреба секојдневно да бара прошка од Христос и умивање преку неговата крв, тоа значи дека крстот не е важен. Тоа значи дека не е важна Христовата жртва. Тоа е современиот проблем на христијанството. На крстот е победен гревот. На крстот е победен сатаната. На крстот е човекот се ослободува од силата на гревот и силата на сатаната во животот на човекот. И затоа сатаната сака да го релативизира значењето на крстот. Да го дефокусира човекот од крстот кон самиот човек, кон способностите на човекот. И тоа води до рушење на целото христијанство, на крајот, на краиштата. Затоа толку важно правилното учење за крстот. Зашто на крстот ние се ослободуваме од гревот, од силата на гревот. Во крстот имаме победа над непријателот, а непријателот не го сака тоа. Ако сакаме да имаме вистинско христијанство со вистинско учење, ако сакаме да имаме вистинска доктрина, треба фокусот да ни остане на учењето за крстот. И затоа е многу важно. Крстот ни го открива карактерот на Бог. Крстот ни исцелува и крстот го држи христијанството како учење. Крстот е центарот на христијанство. Без крст немаме христијанство. Ке имаме некаква религија која нема многу се разликува од другите. Значи, во овој текст ќе се обидеме да видиме, погледнато во контекстот, нели, оние учења што ги имаме пред овие стихови, после овие стихови, ќе се обидеме да видиме што апостол Петар не учи за крстот. Ако можеме се да сведеме во една мисла, во една идеја, ова би било тоа. Оние кои веруваат во жртвата на крстот, преку крстот, Христос ги ослободува луѓето од силата на гревот и од казната за гревот. Тоа е основната идеја во текстот. И ако се друго заборавите ова вечер што ви кажувам, ова треба да го помните. На крстот сме ослободени од казната за гревот и од силата на гревот во животот. Тоа се основните идеи на апостол Петар, и ќе се обидеме да ги видиме која е поентата овдека. Имајќи го во предвид и контекстот, тогашниот, па и денешниот. Понатаму апостол Петар пишува на жени од 3 глава, како што кажа. Жени кои не живееле меѓу другото во лесна средина.
Тој пишува на жени кои живеат со мажи неверници. И вие може да видите многу јасно во текстот. Пишува како да се придобијат мажите за Бог, како сопругите да ги добијат сопрузите за Бог. А една таква жена, во едно такво општество, кој мора да го следи мажот во поклонението на другите богови, многу тешко може да издржи верата во Исус Христос. И сигурно таква жена не живеела лесен живот. И ова слово за крстот е многу силно. Колку се поголеми маките на човекот, колку поголем товар носи во душата, колку подлабоки рани му се нанесуваат, толку посилно свети учењето за крстот во животот на таквиот човек. Ние денес во ова просперитетно општество многу и не обраќаме внимание на учењето за крстот, зашто како да не ни треба многу тоа учење. Верувајте дека читателите кои го читале ова слово, кои ги читале овие стихови за Исус Христос, за раната во која тие се исцелуваат, нивните срца биле многу повеќе допрени отколку нашите денес. Колку повеќе запаѓаме во болката и во страдањето, толку крстот добива повеќе значење во животот на човекот. Значи, крстот е решение за проблемите. Решението за нашиот грев, зашто од тоа доаѓаат и проблемите. Решение за гревот на луѓето околу нас, поради кои не искусуваме проблеми, решение за проблемите општо. Целото општество околу нас, решение за воопшто проблемот. И ќе видиме, нели, во овој текст, затоа апостол Петар вели, решението треба да се бара преку решение на гревот. Ајде да видиме прво. Преку Христовата смрт на крстот, оние кои веруваат во него се ослободени прво од казната за гревот. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во своето тело. Она што прави впечаток, значи неколку зборчиња. Првото зборче е крст. Ако сме лојални кон текстот, ако сакаме да се придржуваме кон текстот, овдека не е употребен зборот крст, туку е употребен зборот дрво, ксилон, дрво. Тоест, ги носеше нашите греови на дрвото. И зошто на дрвото? Се прави многу јасна асоциација со Второзаконие, 21 глава, 22 и 23 стих, каде што според законот, оној кој ќе направи престап спрема законот е проклет и затоа треба да биде обесен на дрво. Христос беше обесен на дрво, зашто стана проклет заради нашите престапи и гревови. Тој ја понесе казната заради престапот кон законот. Истата таква асоциација имаме во Галатјаните, 3 глава, 13 стих, каде што пишува: Христос не откупи од проклетството на законот, откако породина стана проклетство, бидејќи е напишано: секој да е проклет што виси на дрво. Значи, што гледаме овдека? Прво гледаме Божјата правда. Колку Бог држи на правдата. Секој грев треба да биде суден. И секоја пресуда треба да се изврши. Тоа е Божиот стандард. Притоа, во Божјата љубов, во желбата да го спаси човекот, Бог не направи компромис со правдата. Тој не го чкртна гревот на човекот. Тој може да го чкртне. Повеќе да не постои. Бог е праведен Бог. Не може да ја наруши својата праведност. Бог не може да работи против себе. И тоа ни покажува колку Бог држи до праведноста. Единствениот начин, ќе видиме овдека, единствениот начин да го спаси човекот од судот за гревот и од казата за гревот е преку жртвувањето на својот син, Синот Божи. И иако тоа беше единственото решение, пак Бог не направи компромис со правдата.
отиде до крај и го жртвуваше својот син. Тоа беше единствениот начин. И не направи никаков компромис. Тоа е единственото решение, ќе се оди до крај. Во казнувањето на гревот. Гледаме колку Бог е сериозен во однос на неправдата. И тука е големиот контраст меѓу Бог и нас. Ние ја омаловажуваме правдата, го релативизираме гревот и гледаме преку прсти на неправдата. И бидејќи ние го правиме тоа, си мислиме дека и Бог така постапува. Дури и христијаните го релативизираат гревот. Колку неправди има околу нас и гледаме секојдневно и велиме сите прават така. Голема работа. Но Бог не прави така. Бог не гледа така на гревот. И Бог очекува и од нас и ние така да се однесуваме кон гревот. Бог сака и ние да се однесуваме на истиот начин кон неправдата. Не да премолчуваме на неправдата. Не да го релативизираме гревот. Да го кажеме кога гревот е грев. Да го осудиме кога гревот е навистина грев. И дури кога христијански се осуди да покаже кон грев, останатите христијани го осудуваат. Го напаѓаат. Јас напишав некои работи на интернет за некои неправди, за некои дејства кои што се неправедни пред Бог и добив осуда од христијани зашто сум го напишал тоа. Колку го губиме од предвид Божиот стандард за правдата. Бог дури својот син не го пожели кога тој го зеде гревот на човештвото на себе и тој стана неправеден заради нашиот грев. Тој стана нечист и заслужуваше осуда заради нашиот грев. И Бог дури него не го пожели. Го осуди и ја изврши пресудата врз него. И затоа велам, крстот ни покажува, ни открива кој е Бог. Ако не е крстот, ние нема да го познаваме Бог на вистина. На крстот гледаме колку е Бог праведен, но исто време гледаме колку е Богот во љубов. Во љубовта кон човекот, да го спаси човекот, го жртвуваше својот син. Себе си се жртвуваше. И вториот збор што овдека е важен, на кој што сакам да го свртим вниманието покрај крстот, дрвото. На дрвото Христос покажува дека е проклет заради нас. Тој стана проклет. И вториот збор е во своето тело го носеше гревот. Тело. Бог стана тело. И тука апостол Петар говори за воплотувањето на Синот Божи. Синот Божи стана човек, зашто човек го наруши законот. И бидејќи човек го наруши законот, човек требаше да биде казнет за тоа нарушување. И за да Синот Божи го зеде гревот на човекот, тој требаше да стане човек. И на местото на човек да пострада. И само човек кој е совршен и кој не го нарушил законот, може да пострада за оној кој го нарушил законот. И така Синот Божи, совршениот човек, го зеде гревот на човештвото. И тоа е таа заменска жртва што Исус Христос се принесе за нас. Може некој да пострада на местото на друг, но ако тој не заслужува казна. Тоа е принципот. Ако некој заслужува казна, самиот заради својот престап, не може да биде казнат заради друг. Зашто тој носи казна заради својот престап. Имало така во Франција во времето на француско-пруската војна обичај луѓето да бидат мобилизирани преку жребка, преку лотардија. Били излекувани имиња на луѓе и оној чие што име ќе биде извлечено требало да бил регрутиран и одел на фронтот. И се случило еднаш да биде извлечено името на човек кој со себе носел потврда дека пред 2 години бил извлечен, оди во војна и загинал.
И ја дал потврдата на овие од комисијата, тие што излекувале. И тие малку и се насмеале, го сватиле сето тоа за несериозно. Како може некој да биде извлечен, да отиде во војна, да загине и сега да им докажува дека војвал и е мртов. И тоа човекот им обяснил дека пред 2 години, кога било извлечено неговото име, некој негов пријател, чишто име не било извлечено, се понудил тој да отиде, бидејќи самиот човек, чишто име било извлечено, имал многу деца, големо семејство, па тој решил да отиде на неговото место. И кога отишел во војна, го убиле. И сега човекот вели, ако мене ме извлекле и ако јас сум убиен, како може повторно да ме пратите во војна? И случајот стигнал дури до Наполеон. И кога ги разгледал сите аргументи, рекол, управо е човекот. Никој не може 2 пати да умре. И тоа е Христовото дело. Тој кој не заслужуваше смрт, бидејќи во себе беше совршен, отиде на крстот за човекот. Тоа е големата длабочина на Божјата правда, на Божјата љубов. Овдека се открива Божјиот карактер, како што не можеме да го откриеме во никоја друга доктрина. Затоа е важно учењето за крстот. Преку крстот или Христовата смрт на крстот, оние кои веруваат во него се ослободени и од силата на гревот. Значи рековме од казната и од силата. Ослободени од гревовите да живееме во правдата. Преку неговата рана се исцеливте, зашто бевте како овци изгубени кои немаат пастир. Ослободени од гревовите да живееме за правдата. Зошто? Зашто преку неговата рана се исцеливте. Значи овој текст се користи, ова фраза, преку неговата рана се исцеливте, се користи од просперитетните христијани кои велат Христос умре на крстот за ние да не се разболуваме. Видите каков е контекстот. Што значи исцелувањето во Христовата рана? Се ослободувате од гревот за да живеете за правдата. И во продолжение дава како е можно така. Тоа, бидејќи во неговата рана се исцеливме. Што значи силата на гревот? Што прави гревот во нас? Продолжението на стихот го кажува тоа. Вие бевте како овца изгубена, како овци изгубени кои немаат пастир. Како се однесуваат овците? Овде го користи една глаголска конструкција, која кај нас е преведена како минато време, а во оригиналниот текст е сегашно продолжително. Тоест, дејство кое било во минатото и продолжува. Тоест, поведението на човекот без Бог е како овци кои се изгубени зашто немаат пастир. И сега, илустрацијата што ја дава, аналогијата што ја прави, воопшто не е пријатна и воопшто не би се допаднала некој човек во 21. век кој што е изграден како личност во хуманистичко општество. Ова илустрација со овцата. Зошто? Зашто го представува човекот како целосно изгубен и без ориентација. И целосно безпомошен, без никаков капацитет во себе си. Тоа е со неколку збора кажана идејата на апостол Петар. И е сосема спротивно на учењето на хуманистите. Ајде да видиме една овца каква е. Овцата е едно од најглупавите домашни животни. Може би најглупавото животно. Зошто? Зашто е најглупаво зашто не осознава дека е најглупаво животно. Зошто? Овцата нема во себе способност самата да преживува, да преживее ако биде оставена сама на себе. Овцата нема инстинкт да се брани. Не знае да се брани една овца, да се заштитува. Овца која е без пастир, без овчар, ако е без стадо, таа е осудена на пропаст. Има животни кои може да го најдат патот до дома, до стадото,
до пастирот. Има животни кои знаат да преживеат ако останат сами. Овцата не е такво животно. Целосно е зависна од пастир, од овчар, од грижа. Не го осознава интелектот, способности и грижата на овчарот. Овцата се интересира само од тревата, од стомакот. И таа има некаков нагон постојано да го напушта, да бега од стадот. Ке види некада селена трева, малку подалеку, и ке тргне кон тревата, без воопшто да размислува, без воопшто да помисли дека таа сама таму нема да се справи. Тоа воопшто не го мисли. Таа мисли само на сочната трева, далеко од стадото и од пастирот. Воопшто не помислила на опасностите што ја очекуваат по патот. И кога таа ке застрани и ке се најде сама, стадото може да биде и на 300-400 метри, таа не знае да се врати назад. И дури не чувства потреба да се врати назад. И таму, сама, оставена, е плен, лесен плен. Лесен плен на непријателот. И тоа човекот, вели, вие сте без Христос на крстот во гревот како овцата. Како овца без пастир, без овчар. Вие сте изгубени, не може да преживеете. Вие сте поробени. Непријателот доаѓа, ве грабнува и вие сте сега жртва на непријателот. Тоа е идејата на апостол Петар. И тоа е вистината всушност на крајот на краиштата. Човекот во лекомисленоста, мислејќи дека може сам да преживее, не му треба Бог, не му треба крстот, не му треба грижата, надзорништвото, бега да живее сам, да преживее сам. И се повеќе запаѓа во робството, во канџите на непријателот. И не може, овцата не може да се врати сама. Таа може да биде спасена само ако овчарот тргне и ја врати назад. Овчарот ќе отиде, овчарот може би знае каде, ќе отиде и со стапот ќе ја врати назад кон стадото. Овцата сама не може да се врати. Човек сам не може да се врати кон Бог. Зато и Христос отиде на крстот. На крстот ние сме спасени. На крстот Исус Христос го обесили гревот, да не бидеме како овци без овчар, но туку да осознаваме дека сами, без Него, сме осудени на пропаст. На крстот Христос не врати за да го бараме Него. Да живееме во Неговото присуство. Да осознаваме дека без Него не можеме. Дека Тоа некој не штити. Дека Тоа е пастирот и чуварот, како што завршува текстот. Тоа некој што надгледува за да заштити, да нахрани и да ја покаже сета грижа што ни е потребна. Значи, тоа е првото. Како овци без овчар. Тој не ослободи од силата на гревот, но за да бидеме вистински ослободени, се бара смрт и воскресение за нов живот. Наш. Смрт во нашиот живот и воскресение. Ослободени од гревовите да живееме за правдата, вели апостол Петар. Ослободени е специфичен збор, значи умирање, буквално. И во повеќето англиски текстови не пишува ослободени, туку пишува умирајки за гревот, да живеете за правдата. И ако видите реченицата, така и повеќе оди. Зашто вториот дел на реченицата е живот. Да живееме за нешто. Како да живееме за нешто? За тоа што прво ќе умираме за нешто друго. Тоа е оригиналниот збор. Апогеноменос, значи умирање. Треба да умираме за гревот и да живееме за правдата, да умреме за гревот. Сега тоа звучи така лесно кажано. Меѓутоа, ако си признаеме сите, кои сме поверувале во Бог, не сме мртви за гревот. Зашто оние телесни похоти кои
не влечеле порано, го движеле нашиот живот кон гревот и денес со истата сила не влечат телесните похоти. Не влечат со помала сила, со истата сила не влечат. Така да не сме мртви за гревот. Мртов за грев значи човек кој воопшто не го чувствува гревот. Еден мртов човек кој ќе умре, може ли да сгреши? Може ли да биде влечен од гревот? Не може. Ние не сме такви. И сега која е идејата на овој текст? Или нешто со нас не е во ред, или нешто со текстот не е во ред, или може би не го разбираме правилно. Зборчето, повторно ќе се вратиме, ослободени, кој значи смрт, умирање, во Библијата не значи и крај на суштествување. Во Библијата смртта никада не значи крај на постоење. Смртта како крај на постоење е филозофска категорија од 19 век. До тогаш смртта не била категорија која значи крај на суштествување. Во Библијата смртта значи одделување, откинување. Во смртта душата се одделува од телото и оди кај Бог. Тоа е смртта. И овдека во овој текст всушност која е идејата? Во Христос на крстот ни се дава нова природа. И ние можеме сега да се одделиме од грешната природа и да се прилепиме кон друга природа и да живееме движени од другата природа. Без Христос ние сме прилепени кон грешната природа, кон гревот. Во Христос можеме да се одделиме, да се ослободиме од таа природа. Но ако го нема Христос, кога ќе се одделиш од една природа, немаш друга, не можеш да живееш. Ние сега се прилепуваме кон друга природа, кон Христовата во нас. И сме движени не од грешната природа, но сме движени од Христовата природа. Грешната продолжува да суштества со истата сила. Таа дејства ја има, го има истиот капацитет како и порано, но ние сме одделени, ако избираме да бидеме одделени. Знаете, тоа е како кола. Кола која си има здрав мотор, но ако ја ставиме пола метр, ја качиме на определена висина, ако таркалата не допираат на земјата, кога ќе ја запалиме, може до даска да даваме газ, ќе рмжи моторот, но нема да се движи. Така грешната природа во целиот капацитет рмжи во нас. Со цела газ. Меѓутоа, ние не сме прилепени кон неа. Ние сме ослободени, вели овдека текстот, во крстот. И сега ние сме движени в друга природа која не тера не кон грев, туку не тера кон правда. Крстот го прави тоа возможно. Крстот прави возможно да не живееме движени од моторот на грешната природа, туку да бидеме движени од моторот на светата природа на Исус Христос. Без Христос ние остануваме трајно залепени за грешната природа и не можеме ништо да направиме. И сме како овци без овчар. Во Христос ние имаме друг мотор, друг двигател, кој не движи кон Бог. Не да се тргаме како овци, без пастир, туку да се движиме кон Бог. И на крајот, за да бидеме ослободени од гревот и од силата на гревот, потребна ни е грижата на пастирот. И тука зборот обративте е во пасивна конструкција, што значи бевте обратени. Ни не се обративме. Како што кажав, загубената овца сама не може да се врати во стадото. Не може сама да се врати кај пастирот. Треба овчарот да отиде, да ја побара, да ја најде и да ја врати. И тоа го направи Христос на крстот. Не најде и не врати. Во неговата грижлива преградка. И тоа е овој стих всушност говорил многу за христијаните во тоа време. На робовите, на измачените христијани, на мачениците на верата, на сите оние сопруги, за кои што ќе говорим на наредниот пат, кои живееле со мажи кои не верувале во Бог и биле терени од своите мажи да се поклонуваат на паганските пантеони. Тие се во преградката на овчарот, Пимен, и под надзорништвото на чуварот или епископот
Исус Христос. Тие се двата збора што овде се употребени. Овчар и епископ. А зборот епископ значи да надгледуваш некого, како што родителот го надгледува детето, за да се грижи, да обезбеди заштитата, грижата и се што е потребно на детето. Зборот епископ има содржина на надгледување и внимавање, посветување на внимание кон некого. Може се представите човек на најниското скалило во општеството, каква радост има кога ќе разбере дека тој е предмет на специјалното внимание на епископот Исус Христос, на самиот Бог. Ни треба грижа. Копнееме за внимание. Овдека текстот вели дека ние сме фокусот на специјалното внимание на Исус Христос, како наш овчар и наш епископ. Епископ е комбинација од зборот епи, што значи над, и скопос, што значи гледање. Тој не надгледува. И се овој текст може да не тера да се чувствуваме пријатно, зашто тој не надгледува, се грижи за нас, ама може да не тера да се чувствуваме и непријатно. Многу луѓе се чувствуваат денес непријатно кога расправа дека биле прислушкувани. Нели? Христос не само што прислушкува, бидејќи тој е епископ, надзорник, надгледувач, тој ги прислушкува дури и мислите на човекот. Тој прислушкува и она што е во срцето на човекот. Многу е непријатно, се чувствуваат луѓето многу непријатни кога знаат дека други луѓе им ги откриле тајните. Ми Христос ги знае нашите тајни, зашто е наш епископ и пастир. Ако сме негови овци, тоа сознание ќе ни дава удобство. Ќе не прави да бидеме комфортни. Зашто знам дека Бог целото внимание го насочил кон мене. Тој се грижи за мене како добриот пастир. Секако дека не имаме одговорност. Бевме привлечени, бевме обратени кон Бог. И наше е решението сега. Дали ќе се движиме, т.е. дали ќе бидеме движени од грешната природа, живејќи за неа, или ќе умираме за неа, ќе се ослободуваме од неа, за да живееме според Исус Христос. Дали ќе се одречеме од овчешкото самоволие и ќе се препуштиме на пастирската и чуварската грижа на Спасителот. Зашто вистинската вера во Крстот не е интелектуално спознавање на овие вистини, туку решение да се смени Господарот. Од канџите на непријателот да се свртиме и да го побараме Спасителот, чуварот, овчарот, пастирот Исус Христос. На крстот тој покажа специјална грижа кон изгубените. Некоја мајка со 3 деца отишла кај пасторот на советување. Имала некакви проблеми. И во текот на разговорот, пасторот е прашал: ти ги сакаш ли сите твои деца подеднакво или некого сакаш повеќе? И таа веднаш се разбира како мајка одговорил: каква, ги сакам сите 3 деца подеднакво. И тој пак прашал: на вистина ги сакаш подеднакво? Секогаш во секое време? И тогаш се сетила мајката и рекла: да. Кога некое дете, некој од трите е болно, секој дека кон него посветувам најмногу грижа. Кога некое има мака, за него се грижам најмногу, ме боли најмногу, повеќе од колку за другите. Кога некое дете страда поради нешто, тогаш јас страдам за него најмногу. Но во другите ситуации ги сакам подеднакво. И тоа покажа многу добро Божјата љубов, и братот Лјупчо еднаш тоа го спомна дека Бог е пример за тоа. Кога некој од децата има повеќе потреба, мака, родителот се насочува повеќе кон тоа дете. Што не покажува дека
Што не значи дека го сака повеќе, туку потребата налага повеќе внимание и грижа. А знаете ли Бог кон кого покажа најмногу грижа и внимание? Си го даде својот син, ја направи најголемата жртва за грешните на крстот. Покажа посебна грижа, посебна љубов, посебно внимание за грешниот човек. Тој го сака сето своје создание. Меѓутоа, паднатиот човек го привлече вниманието до толку што го даде својот син за него. И денес, Бог има својата посебна љубов и грижа за неспасените луѓе. И денес Бог ги сака со посебна љубов. И таа Божја љубов треба да имаме и ние кон неспасените. Бог не љуби и нас. И не мислиме дека Бог го мрази светот и оние во светот. И Бог гледа со презир кон луѓето во светот. Вистината е дека Бог ги сака на посебен начин луѓето во светот. Посебната љубов кон нив треба да ја имаме и ние. Посебната грижа за спасение треба да имаме и ние. Ако го побараме Бог, тој ќе не ослободи од осудата и силата на гревот. Тој не сака такви какви што сме, но тој не сака толку многу што не сака да останеме такви какви што сме. Тој сака да бидеме нешто повеќе. Па дури и да останеме такви какви што сме, нема да се намали Божјата љубов. Но тој сака да бидеме нешто многу повеќе, зашто не сака многу. И нека љубовта што ја открива крстот, карактерот што го открива за Бог крстот, да не мотивира да растеме и во љубовта кон Бог, и во желбата за побожен живот. И секојдневно да умираме за гревот, а да живееме за праведноста. Амин.